Во Министерството за односи меѓу заедниците на 61% од вработените или 244 лица им биле исплаќани плати без доказ дека доаѓаат на работа и дека биле таму полно работно време во вкупна висина од 2.683.000 евра, утврдил Државниот завод за ревизија за периодот 2024 година заедно со ревизијата на усогласеност. Дополнително ревизијата утврдила и долг на вработените кон институцијата. За побарувањето од вработените во износ од 34.000 евра кои потекнуваат од минати години, 2012-2020 година. Министерството не располага со документација за неподмирениот износ, односно кое лице должи и во кој износ. Министерството со програмата за финансирање на активностите на здруженијата и фондациите за 2023 година на 33 здруженија и фондации им исплатила средства во износ од 320.900 евра, но одделението за следење на спроведување од 9 работни места ниту едно не му било пополнето. Дополнително, дел од апликациите биле доставени само на албански јазик без превод на македонски. Во Министерството за односи меѓу заедниците недостигаат и 30 преносни компјутери, а ревизорите утврдиле нецелосен спроведен попис, при што 28% од вкупните основни средства со вредност од 25.360 евра не се пронајдени при годишниот попис. На списокот на непокриени трошоци во работењето на институцијата е и точење гориво. На име трошоци за нафтени деривати исплатени се средства во износ од 516.000 денари, без да се врши контрола на регистарските таблици и видот на набавеното гориво. Тоа возможило да се точи гориво и во приватни возила, но и гориво кој не било предвидено со договорот за набавка. При сервисирање на возилата пак се менувани делови кои не биле предвидени во тендерот за сервисирање, а дел од фактурираните цени биле и по неколкократно повисоки од прифатената понуда. Министерството не поднесувало документација за покривање на трошоци за реализација на договорите за одбележување на Охридскиот рамковен договор и денот на албанската азбука, кои вкупно чинеле 156.000 евра. За нив биле исплатени фактури во износ од над 84.000 евра, но без приложување документација која би го подкрепила тоа. Ревизорите неправилности утврдили при склучување на договорите за обновување на информатичката опрема, набавка на канцелариски материјал, одржување на системот за ладење и грејење во Министерството, набавки на средства за хигиена и дезинфекција, но и во услугата за перење на возилата, при што понудувачот не доставил доказ дека располага со перална за возила, а поголем дел од услугите биле користени од приватни возила.